Сега е јасно дека го постигнавме најневеројатното политичко нешто, погледнете што се случи. Дали е ова неверојатно? Како што стана очигледно во изборната ног дека Доналд Трамп повторно ќе стане претседател на САД, тој одржа победнички говор во која повтори својата агенда за следните 4 години. Безбедноста на границите останува главен приоритет. Трамп рече дека ќе ја започне најголемата програма за депортација на криминалците во американската историја и повика на смртна казна за секој мигрант кој ќе убие американски државјанин или службеник за спроведување на законот. Ќе мора да ги затвориме тие граници, ќе треба да не дозволиме луѓето да дојдат во нашата земја. Ние сакаме да влезат во нашата земја, но мора да бидат легални. Новоизбраниот подпредседател Джей Ди Венс се осврна на уште една клучна точка на дневниот ред. По најголемото политичко враќање во американската историја, ние ќе го водиме и најголемото економско враќање во историјата. Помалку е јасно како новата администрација ќе ги постигне своите економски цели без да има ефект на веќе растечкиот дефицит, но во говорот на Трамп беше споменато лице кое би можело да помогне, технолошкиот магнат Илон Маск, за кој Трамп рече дека ќе ја води владината комисија за ефикасност за намалување на фискалниот отпад и измамите. Ќе го исплатиме долгот, ќе ги намалиме даноците. Тоа беше прекрасно да се види. Му се јавив на Илон, реков: "Ти беше тоа?" Тој рече: "Да." Реков: "Кој друг може да го направи тоа? Дали Русија може да го направи тоа? Не. Дали Кина може да го направи тоа? Не. Дали можат САД да го направат тоа поинаку, освен вас? Не, никој не може да го направи тоа." Реков: "Затоа и те сакам, Илон." Експертите велат дека пофалбите на Трамп за Маск се однесуваат на проектирање сила и моќ на глобалната сцена. Ова идеја за тоа дали сме единствената земја што може да го направи тоа. О да, ние сме единствената земја што може да го направи тоа. И мислам дека Трамп може да ја искористи оваа прилика со Маск не само како технолошки предприемач, туку и визионер, гений, за да ја поддржи идејата дека тој оди напред не како поединец, туку како нација. Во својот говор, Трамп им кажа на поддржувачите кој ќе биде неговиот водечки принцип на функцијата. Ќе управувам со едноставно мото: ветувања дадени, ветувања исполнети. Ќе ги исполниме нашите ветувања. Едно од тие ветувања ќе биде она што тој го нарекува предстојната златна доба на Америка.